Во продолжение повторно со една хуманитарна содржина, колешката Вирче Блажевска утринава на терен, таа ќе разговара со куќа на среќата, кои што пак имаат начин како граѓаните кои што немаат средства да одат сепак на одмор и тие да ги почувствуваат радостите на морето и сонцето. Вирче, повели. Благодарам, Елена. Добро утро повтор пат на тебе и на сите кои ја гледаат утринската насител. Јас сакам Македонија. Да, зборуваме за една многу убава и важна тема. Лето и постојано некако даваме совети како да се подготвиме за на одмор, како треба да изгледа летувањето, кој каде ќе оди, прашуваме, правиме секое лето анкета каде граѓаните ќе летуваат, меѓутоа не сите имаат можност да појдат на летување и многу лета завршуваат, а некои деца, семејства не пошле на одмор. Токму затоа постојат бројни здруженија кои се обидуваат да им помогнат на овие социјално загрозени семејства. Едно од тие е Здруженијето Куќа на среќата, кој што веќе години наназад се труди да обезбеди одмор, бесплатен одмор за сите. Разговараме со Маргарет Курталевски, која ќе ни ги каже сите детали околу оваа нивна хумана акција и што би можеле сите граѓани, сите оние хумани граѓани кои сакаат да помогнат, како да придонесат и сите заеднички да ја испратиме и подготвиме семејство за одмор. Маргарет, добро утро. Добро утро на вас. Ви благодарам на поканата и можности оваа година повторно да збориме за оваа иницијатива и повторно да ги повикаме сите оние кои што може да бидат дел од една среќа и дел од еден одмор за едно семејство. Иницијативата постои овој пат е веќе 9-та година која што ја организираме, каде сакаме да испратиме семејства кои што се во социјален ризик. Значи, вклучувајќи ги вкупно сите категории на семејства, на одмор кој што приоритет семејства кои што никогаш не биле на одмор, без разлика дали е тоа Македонија или надвор од Македонија, да бидеме дел од нивната среќа. Онаа возбуда до сега што сме ги праќале семејствата кои што сме ја чувствувале, не се опишува и тоа ни е некако некој мотив да не води понатака за да продолжиме со иницијативата и да праќаме што е можно повеќе семејства. Оно што ве разликува е, кажав, има бројни организации и здруженија кои се трудат на некој начин да испратат семејства на одмор, да испратат дечиња на одмор и слично, меѓутоа доаѓаме до оној момент, да, ќе се најде сместување, ќе се понуди некој сместувачки капацитет бесплатно, меѓутоа потребни се уште многу нешта, велите, за да се реализира тој одмор. Од самото тргнување, превоз, па и сите оние реквизити кои што на сите нас и ни се потребни кога одиме на одмор. Како тоа буквално изгледа и како воочивте дека всушност не е доволно само да се најде сместувачки? Така и почнавме. На почеток оваа иницијатива почна само со превоз, меѓутоа откако наидавме на семејства кои што ни одбива, добро, вие ми давате мене одмор, но што со одморот? Ние немаме пари да отидеме еви до Охрид. Ние немаме што ќе јадеме таму, ај ќе земеме нешто од дома, ама децата немаат влечки, немаат пешкири. И свативме дека на некој начин тој да го нудиме не може да го понудиме на целосно социјално загрозено семејство или на семејство кое никогаш не било на одмор, затоа што постои стравот. Како јас таму ќе отидам, па јас немам ни еден сладолед да им купам на децата. Затоа почнавме полека да ги спремаме со годините, нели учиме што е пропустот и не сакаме да пратиме некого. Затоа после ние дури да го мислиме како они 7 дена ќе помина таму. Така почнавме да се организираме со храна. Храна ни дава, значи сме обезбедени на некој начин од хуманитарната Свети Спас. Почнавме да бараме превоз, осигурување, креми, пешкири, комплетно се. Оваа година дури куфер побаравме затоа што семејството кое што требаше да го пратиме дури ни куфер нема. Не е мал трошокот да пратиш некого на одмор и само сместување да му понудиш, а да сакаш да пратиш семејство кое што никогаш не било на одмор е нешто нешто невозможно такво нешто. Се она е потребно, а овој разговор има цел да ги повикаме гледачите, да ги повикаме граѓаните да донираат. Што се може да донираат и како, на кој начин? Така, секој на секаков начин може да се вклучи, дури едно споделување нас ни од помош за тоа што може да допре и да стигне до некој што може да се вклучат. Значи, последниот пат сега добивме донација од влечки и костими за капење за дечињата, креми, пешкири, торби за на плажа, реквизити, капчиња, мускул. Имавме едно семејство кој што исто ни пише, јас ги имам реквизитите од моите дечиња, веќе порасна, не се дупнати, дали може да ви ги дадам? Секако дека може, затоа што тоа се работи кои што
стануваат мали, не ги носиме, а се користат сезонски, така да и тие нас не се откорисни, мора стрикно да се нови, меѓутоа да се корисни, да може да се употребуваат повторно. Комплетно се, значи нема што нема, затоа што тоа е 7 дена, да, меѓутоа тие 7 дена треба да бидат обезбедени, затоа што не може да си го дозволат тоа. Може да се донираат сите овие нешта, сите овие реквизити, може да се донираат директно и средства на телефонскиот број, може да се донира сместување на некој начин да се обезбеди бесплатно, меѓутоа и превоз. Што е она што најмногу ви недостасува за на некој начин апелот да го насочиме токму таму? Превозот. Значи за Еве Охрид не имаме проблем, значи имаме компанија превозничка која што 9 години исто е со нас во оваа иницијатива и секогаш за Охрид на некој начин многу ни е полесно кога ги праќаме во Охрид, меѓутоа има и семејства каде што дојден им е попристапен, а со превозот сме послаби во тој дел и мораме да го платиме, тоа е за во Македонија, меѓутоа надвор од Македонија кога добиваме понуди од приватни издавачи на сместување или сместувања кои што се дават, еве од Србија имаме исто кои што не ги дават сместувањата, превозот не е проблем затоа што мора да го платиме или мораме со возило да ги однесеме, кој што исто така треба да го платиме. Година имавме случај кај што го плативме возилото за да ги однесе, да ги земе. Најлесно ни е кога е нели преку туристичка агенција понудата и тогаш не е вклучен превозот. Меѓутоа вака Потешко е со превозот, затоа што тоа се семејства кои што многу ретко се случува семејството да има возило до сега што сме праќале. Не е дека немале возило затоа што тоа веќе најнормална работа, меѓутоа најголем 80% од семејствата се семејства кои што воопшто немаат превоз и немаат како да отидат до дестинацијата што ние им ја даваме. Маргарет, имаме уште само минута или две. Лани, ако не се лажам, испративте 32 семејства, до сега до овој момент само 18, значи колку е планот оваа година да го срушиме рекордот од лани? Па уште 18 да испратиме, таман ќе биде 36. Сме во подготовки, сезонава еве јули веќе е сезона, нели, до 15 август веќе тука праќаме семејства каде што се плаќаат одморите, веќе почнавме Донирај компјутер направи уплата на едно, но уште едно ќе направи, не се јавија и други здруженија и други организации и компании кои што сакаат да платат за одмор. Овој период одиме со плаќање, крајот на август со септември зборувам, ние ќе имаме, се надевам, значи посакувам да го поминеме тој број, така да со Господ напред и со помош на сите ќе кажам, мислам дека можеме да стигнеме. Ти благодарам, Маргарет, за овој разговор. Се надевам дека ќе стигне апелот онаму каде што е потребно. Исто се надевам јас дека ќе бидеме среќа на многу дечиња и многу семејства и ова лето. Благодарам. Ајде сите заедно да бидеме среќа за многу дечиња, за многу семејства кои што никогаш не биле на одмор. Ова апел нека стигне до сите општествено одговорни компании кои што може да понудат превоз, кои што може да понудат сместувачки капацитети, до сите физички лица, сите оние кои што можеби изнајмуваат апартмани, соби во овие туристички места кои што дестинации ги имаме ние, те може да се приклучат да понудат едно бесплатно сместување, да овозможат еден одмор, а сите ние граѓани да донираме или средства или сите овие реквизити кои што и нам не се потребни кога одиме на одмор, се со цел да подготвиме и успешно да испратиме некое семејство на заслужен летен одмор. Убава акција Верча и се надевам дека и гледам многу повеќе ваква раздвиженост за дечињата кои што заслужуваат како и нивните врсници да уживаат во летните радости.